со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е среда, 11 часот и 8 минути. Емисијата Круг. Во кругот денеска ги ставаме состојбите со бегалците и состојбите во Министерство за внатрешни работи. Мој денешен гостин е, според новото дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Добар ден. Добар ден. Господин Чавков, на почеток деновиве можеби имаме некоја по-стабилна состојба на приливот на мигранти, меѓутоа изминативе денови имавме еден посилен прилив, една координација од Европската унија која што подразбираше пропуштање само на бегалците од кризните региони и координација на она што значи сопирање на економските мигранти кои што изминативе месеци беа паралелно во овие групи со бегалците. Каква е моменталната состојба на грчко-македонската граница? За потсетување да напоменеме дека сепак она што беа снимки, тоа беше се од грчка територија, во Македонија немавме такви состојби, меѓутоа каква е моменталната состојба? Значи, како што кажавте, деновиве се осеќа малце редукција на влезот на мигранти во Република Македонија, меѓутоа според нашите информации тоа се должи на објективните временски прилики и веројатно потешкотиите за транспорт на мигрантите од Турција према грчките острови. Инаку тензиите продолжуваат и понатамо и нашите проценки се дека состојбите ќе ескалираат и во наредниот период, така да ова состојба сметаме дека ќе трае подолг временски период. Од причина што генераторите на кризата практично се уште актуелни, факторите кои што придонесуваат за оваа криза се уште актуелни и остануваат обврските на Република Македонија понатаму да развива мерки и активности во рамките на плановите за работа со утврдување на долгорочни, среднорочни и краткорочни мерки за ефективно справување со оваа состојба. Инаку мораме да потенцираме дека Европска унија навистина сме сведоци дека не успеа да развија една конзистентна мерка и односно една конзистентна рамка на мерки и активности и ефективна координација помеѓу државите членки на Европската унија. Како функционира тоа во моментов? Нели имаше некој договор дека треба да биде протокот контролиран, во моментов функционира ли тоа? Па, до неодамна, значи, сите активности на државите на транзит, на транзитниот пат на Балканската рута се сведува на обезбедување и насочување на коридорот кој што беше воспоставен на некој начин на движење на бегалците и мигрантите. Меѓутоа, бидејќи Република Македонија и Европска унија, односно државите на крајна дестинација се соочува со исклучително голем наплив на мигранти, во Република Македонија знаете дека тоа се движеше од 7 до 9.000 бегалци или мигранти на дневна основа. Знаете дека годинава само ова година, значи досега има транзитирани из Република Македонија околу 560.000 мигранти и Европска унија на тој начин потврли и од тие причини практично агендата на Европска унија за миграции се доведува во прашање и се наметнува потребата од разгледување на развивање на нова стратегија од страна на Европската унија. Специфично и карактеристично тоа што многу пати го повторуваме дека проблемот на Република Македонија како држава на транзитната рута од Западен Балкан доаѓа од земја членка на Европска унија, од самата Европска унија и тоа е проблематично прашање за самата Европска унија и за Република Грција. Ние не ја обвинуваме Република Грција за овие состојби што се случуваат, односно за транзитот на мигранти и преку Грција, бидејќи тие дефинитивно имаат објективни проблеми од напливот од Турција, меѓутоа обврските на Европската унија се примарно заштита на надворешна граница на Европска унија. Во конкретниот случај е надворешна граница на Грција према Турција. Тоа е и согласно шенгенскиот бордер код, така да и обврската на Република Грција е пред се во делот на регистрација на барателите на азил и воведување во евиденција на Европска унија, односно Евродак, со биометриски податоци. Во тој процес има доста пропусти, затоа и пристигнуваат економски мигранти, условно кажано, веќе на нашата граница кај Евгилија. Министерот за надворешни работи пред некој ден најави дека во зависност од проценките на безбедносните служби во Македонија ќе биде моментот кога ќе се реализира оној заклучок и од Советот за безбедност кај председателот дека ќе треба да се гради
изгради заштитна ограда во Македонија. Какви се проценките кога може тоа да се случи? Значи во моментот ние ги менаџираме работата на граница со засилени мерки и активности од страна на полицијата и армијата на Република Македонија во делот кој што е прогласен за кризен регион. За сега сме успешни, но во секој случај решени сме и одлучни сме и обврска наша е да се заштитиме сопствената граница доколку продолжат трендовите од Република Грција према Република Македонија и понатаму. Факт е дека се уште доаѓаат пред границата на Република Македонија од страна од Грција и бегалци и економски мигранти. Така да во контекст на најновите насоки од страна на државите членки на Европската унија, не само обезбедување на коридорот на бегалците и мигрантите, туку и редукција на бројот, само по себе наметнува потреба од зајакнување на мерките и активности. Тие мерки и активности веројатно ќе бидат ќе вклучуваат и евентуално технички решенија, но кога ќе се донесе одлука, ќе цениме согласно трендовите кои ќе ги следиме во следните денови или во следниот период. За сега можеме да заклучиме дека добро се справуваме или безбедносните служби, односно армијата и полицијата се справуваат со разграничување на она што е економски мигранти од бегалци? Значи можам да кажам дека Министерството за внатрешни работи и армијата на Република Македонија за сега ефективно се справуваат со овие предизвици. Бевте сведоци, ние, домашната јавност и меѓународната јавност бевме сведоци и на немили настани, бидејќи Република Македонија доследно ги испочитува насоките од страна на државите на Европска унија, односно од север према југ за редукција на приливот на мигранти преку селекција или диференцирање на бегалците од економските мигранти. Од грчка територија ни доаѓаат мешани мигранти. Ние застанавме на црсто решение да не дозволиме понатамо исти трендови на прилив на мигранти. Што се случува со тие луѓе? Моментот ги враќа Грција назад или каде се наоѓаат уште на границата? Тие луѓе се наоѓаат на грчка територија, блокираат железничка пруга, се наоѓаат во кампот на грчка територија и за жал јас можам само да констатирам дека имаше и несоодветно пренесување на веста во медиумите, преку медиумите и национални, и домашни, и странски, посочувајќи дека тензична е атмосферата на македонско-грчката граница, иако недвосмислено јасно е дека сето тоа што се случуваше на грчка територија. Апсолутно. Меѓутоа, се плашите ли од моментот, односно може ли да се случи, веројатноста е голема да се случи повторно заселување на оној на криумчарење на мигранти, организирани групи па кои што илегално ќе ги пренесуваат од Грција преку Македонија па во рутата нагоре во овој процес? Па секако дека ние очекуваме и таков развој на настаните, бидејќи сосема логично и според нашето досегашно оперативно искуство, доколку преземе зајакнати мерки и активности за обезбедување на државната граница, односно на зелената линија и редуцирање на влезот, односно затварање на сите на досегашниот прилив, секако дека за очекување дека ќе се барат алтернативни патишта за економските мигранти, при тоа веројатно е дека може да се анимираат одредени криминални мрежи кои ќе се јават во давање на нелегални услуги. Меѓутоа, имаме ние за тоа развиено соодветни планови на работа и повторно со засилени мерки активности и оперативни преку профилирање на лица и криминални групи и мерки на присуство на терен. Јас сум сигурен дека ќе успееме да ги редуцираме и овие предизвици. Да се вратиме повторно на она што значи техничко контролирање или физичко контролирање. Сепак може веројатноста е дека европските држави ќе го намалат и бројот на бегалци, на проток на бегалци. Велите дека условно кажано оградувањето на границата ќе зависи од проценката на напливот на мигранти. Тоа меѓутоа можеби тоа да биде и денеска или утре, може да биде и во една недела. Претпоставам дека институциите имаат подготвено план во кој обем би била таа физичка ограда, до каде би се простирало, како? Значи, денови веќе сме сведоци на притисокот кој што се чувствува од север и како домино ефект се пренесува на југ према рутата во државите од Западен Балкан, со интенција за да се намали приливот на мигранти и редукција на бројот на мигранти, така да
ние очекуваме дека таа политика на државите од Европска унија на север ќе продолжи и понатамо, ќе инсистираат на намалување на бројот на мигранти, од причина што нити можете ефективно да ги изгрижате хуманитарно, нити можете ефективно да ги земете во предвид безбедносните аспекти во овие процеси, така да ние во рамките на телата кои што функционираат во услови на прогласена кризна состојба, односно кризни региони, во рамките на управувачкиот комитет кој што постојано функционира, ги разгледуваме сите опции и ние сме подготвени многу брзо да донесеме одлука и да бидеме ефективни во попречувањето на евентуални несакани развои на настаните. Нова тема и околу продолжување на состојбата, се враќаме по кратка пауза. Куманово 99,3 FM. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, повторно назад во кругот остануваме на темата за бегалците и подготвеноста на македонските безбедностни институции за справување со овој предизвик. Мој гостин денеска е дополнителен заменик министер за внатрешни работи Митко Чавков. Имам чувство дека и од вашето денешно зборување, меѓутоа и од останатите представници на македонска државност на условно кажано преголема како се нарекува тоа, хуман однос и третман. И вие велите дека до последен момент додека не се случи сериозна ескалација, веројатно нема да се помине на она физичко оградување. Меѓутоа, останатите држави тоа го направија многу порано. Почна Унгарија, Словенија, Хрватска. Сепак, Македонија, иако беше критикувана во некои медиуми и од домашни и од странски, меѓутоа реално покажа еден од најголемите хуман однос кон бегалците, што е вистина која што не може да се побие. Меѓутоа, сепак велиме дека може да се случи ескалација на состојбата, затоа што нагоре протокот ќе се намалува, од југ може да очекуваме зголемен проток. Што во таква ситуација, ако бегалците, односно економските мигранти меѓу себе почнат, се сеќавате на оние слики, конфликти меѓу себе, кои па тогаш треба полиција, институции да реагираат, што во таков случај, кога они би решиле да предизвикаат безбедносна криза, без разлика дали е тоа на 1 километар или на 500 метри од македонската граница во Грција или на 500 метри на македонска страна према Србија? Значи, во третманот на мигрантите, граѓаните на Република Македонија беа сведоци на едни интензивни мерки и активности кои што ги спроведуваше Министерството за внатрешни работи. Веднаш по донесувањето на одлуката од влада на Република Македонија за прегласување на кризен регион, меѓутоа би се вратил малце поназад, кога практично доставивме предлог за измени и дополнување на закон за бегалци, за азил и заштита. Императив за нас беше практично хуманитарниот третман на мигрантите, но во исто време и јавниот интерес на граѓаните на Република Македонија, јавното здравје и јавната безбедност. Комплементарни цели кои настојувавме и кои сум сигурен дека ги реализиравме со сите мерки и активности досега. Меѓутоа, во контекст на прашањето за затварањето на границата, еве сме сведоци. Први почна Унгарија, па има Бугарија, па Унгарија, па Словенија према Хрватска и така натаму. Значи, кога и да ја донесеме одлуката или кога да одлучиме да почнеме и ние развивање на едно такво техничко решение, треба и мора да се знае дека интенцијата нема да биде херметичко затварање на границата. Секако ќе создадеме предпоставки и понатаму да флуктуираат бегалците и низ територија на Република Македонија, односно оние лица кои практично имаат потреба од заштита. На тој начин ќе го редуцираме бројот на мигранти, на влез на бегалци низ Република Македонија од една страна, на бројка која ќе биде практично соодветна на нашите капацитети национални и институционални и за хуманитарен третман, но и за безбедносен аспект. Ние сме били сведоци досега на различни случаи на конфликти помеѓу разни мигрантски групи и така натаму, но досега успешно се справуваме и сум оптимиста и сум сигурен дека и понатаму ќе се справуваме и во наредниот период.
Може ли да се случи, затоа ја прашав, има ли проценки должината колка е била, да речеме, ако сега се на едната кота, меѓутоа ако може ли да се случи да простор има па на некоја друга кота да поминуваат илегално? Практично целиот тој простор од наша страна е извиден, утврдени се сите потенцијални места каде што може да има флуктуација на бегалци или на мигранти, и мислам дека со комбинирани мерки, со технички мерки, со заштита, да кажеме, со ограда и со патрулно обезбедување, ние ќе успееме да се заштитиме и да ја заштитиме Република Македонија, но и да обезбедиме, пак ќе кажам, како императив, хуманитарен третман за лицата на кои им е потребна заштита. Тоа се бегалците, а не економските мигранти. Се враќаме повторно на она што значи комуникација. Имаше најави нели на соработка меѓу Европската унија за зголемено ниво на комуникација. Каква е моменталната координација и комуникација со едната точка Европа, земјите од Западен Балкан и последната точка или првата Грција? Соработка постои ли меѓу институциите? Па морам да кажам дека таа соработка се интензивираше како ескалира настаните со бројот на бегалци и на мигранти, така се воспоставуваше и така се интензивираше и таа комуникација. Со Европска унија имаме на редовна основа комуникација, значи секоја недела имаме видеоконференцијска врска преку наши представници кои се задолжени за ова прашање. Со авторитетот од Република Грција исто така воспоставяме комуникација. На почетокот таа беше незначителна на локално ниво, преку граничните премини Богородица и соседниот граничен премен од Република Грција. Понатаму таа комуникација и соработка да се подигне на повисоко ниво. Имав состанок во Љубљана, односно во Брдо на Крањ, кој што беше организиран од министрот за внатрешни работи на Република Словенија. Имав состанок со представник од Грчкото министерство за миграции. Министрот за надворешни работи има контакти, представници на Министерството за внатрешни работи веќе воспоставија контакти на повисоко ниво, така да и преку политичкото аташе на Република Грција во Република Македонија можам да кажам дека веќе се одвива соодветна комуникација. Можеме да зборуваме за соодветна комуникација, но останува обврската на Република Грција како земја членка на Европска унија и како земја потписник на Шенгенски договор да ги спроведува и да ги реализира нејзините обврски со поддршка на Европска унија, со поддршка на Фронтекс, заштита на надворешната граница на Република Грција према Турција. Она што беше одлуката за распоредување на Фронтекс на ниво на оној состанок што беше во Брисел, требаше да има некое присуство на македонско-грчката граница. Имаме таква состојба во моментов контроли? Не. Значи на македонско-грчката граница нема, бидејќи мандатот на Фронтекс е заштита на надворешни граници на земјите членки на Европска унија и на земјите потписнички на Шенгенски договор. Утврдено или посочено дека треба да се воспостават hot-spots на 5 позиции во Република Грција за заштита на надворешна граница на Република Грција. Веројатно тоа се активности кои ќе следат и во наредниот период и како ќе се операционализираат, така ќе веројатно е дека ќе се подобруваат и состојбите во однос на заштитата на надворешна граница на Република Грција према Република Турција, односно надворешна граница на ЕУ. Да, почитувани слушатели, среда термин за емисијата Круг. Мој денешен гостин е дополнителниот заменик министер за внатрешни Митко Чавков. Разговараме за безбедноста состојба и бегалците. Поминуваме на една друга тема. По нападите во Париз во Македонија е зајакнато обезбедувањето на имаше некоја одлука. Што тоа конкретно значи? Да, после терористичките напади во Франција, во Република Македонија имаме зајакнати мерки активности во смисла на превенирање, односно на заштита на витални објекти и места каде што има движење на народ, комуникацијски објекти. Сосем е логично една таква одлука да се донесе во услови на манифестација на ризици како што ги видовме и во Франција и во Белгија, така да
со оглед на тоа да постојат ризици во целиот регион од таков развој на настани. Ние како министр за внатрешни работи ги преземаме сите неопходни мерки и активности за соодветна заштита на објекти и лица. Има ли сериозни индици кои укажуваат на можни такви терористички активности на исламистичките радикали на новија простори во Македонија, да речеме, или со оглед на тоа дека имавме ситуации кај што голем број од Македонија имаше случаи кои што загинаа таму, меѓутоа од Косово, од Албанија, кои што се регрутирани во тие центри. Какви се проценките за моменталната безбедносна состојба? Република Македонија, како и државите од регионот, се во ризик од евентуални такви закани. Ќе се согласите дека се работи за асиметрични закани кои не можете секогаш да ги предвидите, и закани кои што доаѓаат од поединци или од мали групи, кои можат да нападнат големи цели или големи сили. Затоа потврди случајот во Франција, а со оглед на тоа што во Република Македонија имавме директни активности во спроведување на ефективни истрага за сузбивање на исламски фундаментализам, акцијата Келија, присуство на наши лица во странски воени сили, на воените жаришта во Сирија, во Ирак, фактот што има загинати досега од странските борци, само по себе представува индикации или фактори кои можат да доведат до радикализација или до конкретни терористички активности и во Република Македонија. Има ли некои препораки, некои предупредувања од странските безбедносни служби? Цело време сме во контакт со партнерските служби и разменуваме информации, се координираме во превентивните мерки и активности, разменуваме информации ние како држава, согласно тие размената на тие информации ние и соодветно се поставуваме. Така да и во контактите со државите во регионот и пошироко сме во контакт и планираме мерки и активности. До кога можела да трае таа состојба на зголемена како потреба од безбедност, нели, наредбата, одлуката? Тоа не е наредба, не е одлука, тоа е дел од секојдневните активности на полицијата, но во услови кога постојат зголемени ризици. Така да, како ќе се одвиваат работите понатаму, во зависност од информациите и во зависност од развојот на настаните во државата, во регионот и пошироко, ние ќе поступуваме и соодветно на ризиците. Така да не би можел да кажам колку време би траела таа една таква мобилна состојба или подигната оперативна состојба на полициските сили. Така, веќе 2 недели Министерство за внатрешни работи функционира во еден поинаков состав од она што е досега познато, значи со еден нов законот како се дефинира технички привремен или времен министер за внатрешни работи. Вие сега сте на позицијата дополнителен заменик министер. Како го оценувате работењето на министерството во вакви околности? Па добро, тоа се со тоа дека станува политички различни конотации, имаше претходни многу критики од страна на сегашните луѓе кои што сегашниот човек кој што е прв човек во оваа институција на работењето министерство. Како во моментот функционирате? Ова состојба произлегува од политички договор, односно од пржина. Тоа е околност или ситуација во Република Македонија која можеме да кажеме дека е без преседан, меѓутоа е врз основа на тој политички договор упржена, каде што е утврдена неопходност и потребата од техничко назначување на министер за внатрешни работи и министер за труд и социјална политика. Ја имаме денешната состојба. Се разбира, во парламентот помина процедурата, но морам да кажам дека засега јас лично чувствувам или гледам одредени проблеми во функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Во кој обем? Па,
од првиот ден, да кажеме, со едно несреќно решение, господинот Оливер Спасовски излезе со телеграми со кои практично ги одзеде овластувањата на пренесените овластувања од претходните министри за внатрешни работи. Го следев неговото интервју или претходните коментари дека тоа било техничко прашање, не било негово суштинско прашање. Меѓутоа јас предизвика ли тоа потреси, може ли да предизвика нарушување на функционирањето? Значи прво не е техничко прашање или не е технички аспект во функционирањето на Министерството за внатрешни работи, тоа напротив е суштинско прашање и суштински аспект кој го тангира директно функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Се создаде прво и основно пластично да објасниме како тоа прво се создаде една правна несигурност. Доаѓате на првиот ден, носите телеграма и известувате дека ги одзимате сите овластувања за да има ретирирање веднаш наредниот ден сабаљ. Значи тоа е нестрашно решение, не знам сега дали е тоа индивидуално решение на министрот или од неговите советници, но како и да е, тоа беше незаконито постапување. Овластување се одземаат и се даваат со решение на министрот. Значи, кога видоа дека направија груба грешка, практично го доведува во прашање прво и основно функционирањето на оделението за управни работи, односно за граѓански работи, каде што на дневна основа се донесуваат решенија во рамките на општата управна постапка и се разбира ги доведува во прашање секојдневните активности на регионалните сектори за внатрешни работи. Се доведува во прашање со таа телеграма се доведе во прашање основното начело за децентрализација на Министерството за внатрешни работи. Но разговарате ли вие со него на таа тема и воопшто да комуницирате ли како иде таа? Значи разговаравме на таа тема, но после неговото ретирирање. И за управните служби и за регионалните сектори за внатрешни работи останува сега само одземањето на овластувањето од директорите на Бирото за јавна безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање, што сметам дека е сосема непотребно и дека не е во функција на градење на меѓусебна доверба. Постои недоверба негова кон институциите или кон личностите кои што ги водат тие институции? Очигледно е дека постои недоверба кон институцијата, но таа недоверба не е од неговото постување за технички министер, него таа недоверба во континуитет се провлекува од односот на Социјалдемократскиот сојуз према институциите, према министер за внатрешни работи, према јавно обвинителство, према судство и така натаму. Што сметам дека исто така е катастрофална грешка и која носи големи штети и на институциите на системот, но и на државата. Очекувате ли продлабочување можеби на тие конфликти или можеби смирување сега на состојбата после вакви брзоплети носени одлуки? После тие брзоплети одлуки веројатно е дека ќе се наметне еден диалог и ќе се наметне една обврска за меѓусебно почитување, односно почитување на обврските и овластувања кои ги имаме и двајцата. Неговите овластувања практично произлегуваат од Закон за организација и работа на органите на државната управа, но и согласно Законот за влада на Република Македонија. Според Законот за влада на Република Македонија кажано е дека министрот за внатрешни работи и министрот за труд и социјална политика се поставуваат за организација на изборите. Тоа е основниот практично член од каде понатаму произлегуваат и обврските на министрот, но и обврските на дополнителниот заменик министр, каде што е посочено дека рамноправно со министрот за внатрешни работи учествува во реализирањето на овластувањето на министрот кој произлегуваат од Законот за организација и работа на органите на државната управа, каде што е кажано дека носи решенија, носи правилници, упатства и така натаму. Кај нас конкретно, јас слушам дека има одредени корекции или измени на правилник за организација и систематизација на работа на Министерството за внатрешни работи, јас не сум информиран, но таа одлука е незаконита и таа одлука ќе биде оспорена од моја страна. На друга тема, Спасовски, лидерот на опозицијата Заев, има голем сомнеш и во функционалноста на Министерството за внатрешни работи, особено по случајот диво населје во Куманово. Тогаш се бараше некаква меѓународна истрага. Денеска каква е ситуацијата? Спасовски е прв човек на Министерството. Се зборува ли на таа тема? Првиот ден од влегувањето на господин Спасовски во Министерство за внатрешни работи, имавме така протоколарна средба и состанок. Мојот став беше дека
дека перцепцијата од надвор и перцепцијата од внатре не се исти и дека сигурен сум дека и тој ќе свати дека не е тоа што го гледале од надвор во Министерството за внатрешни работи. Јас слободно ќе кажам и одговорно тврдам дека Министерството за внатрешни работи е развиен организацијски, структурно, функционално во една современа институција која функционира според европски стандарди. Тоа е и во согласност со основните начела во Законот за внатрешни работи и во согласност со Законот за полиција. Впрочем, Законот за полиција и Законот за внатрешни работи, Законот за полиција беше донесен 2007 година. Претходно немаш ни Закон за полиција. После донесувањето на Законот за полиција, еве да кажем од моето назначување за начелник на оддел за организиран криминал во 2006 година. Се соочивме со една состојба, или јас лично се соочив со една состојба каде што немате подзаконски акти, односно каде што немате процедури, каде што немате развиени стандарди за работа. Јас затекнав на бирото во мојата канцеларија како шеф на оддел за организиран криминал една задолжителна инструкција за постапување на полицијата од 74 година, која нити има основни минимум стандарди за работа, нити пак има било каква корелација со Уставот на Република Македонија или корелација со Европска конвенција за тој период никој ништо не направил. Па не направил, очигледно дека не направил. После тоа, значи во контекст на вашето прашање за функционалните капацитети, значи тргнам од легислативните решенија, од подзаконските акти, од стандардни оперативни процедури кои се претпоставки и основа за еден системски пристап и еден заекнување, претпоставка за заекнување на институционалните капацитети на Министерството за внатрешни работи и на македонската полиција. Така да за дневно политички цели коментарите од надвор во однос на доведувањето во прашање на капацитета на Министерството за внатрешни работи, мислам дека повеќе штетат на СДС, но и на репутацијата на Министерството за внатрешни работи, но никогаш не се доведе во прашање функционирањето на Министерството за внатрешни работи, кое што функционира по сите европски стандарди и практично е раководено на сите нивоа од високи професионалци кои се движиле низ стицална кариера во рамките на Законот за внатрешни работи. Така, на оваа тема ми уште две прашања, меѓутоа пократката пауза во финалето. Повторно назад во кругот во финалето, господине Чавков, застанавме кај како се нарекува недовербата од страна и потребата за одговорност од внатре, односно Социјалдемократскиот сојуз, Спасовски лидерот имаат огромни сомнежи кога беа во позиција за никакви сценарија со диво населје. Денеска се внатре во министерството ја имаат одговорноста да утврдат што тоа се сценарија, што е вистина. И второ, исто така ме интересира дали Спасовски во оваа комуникација покажал некаков интерес, да речеме, за оние два други случаи кои што многу се манипулира во јавноста, тоа е случајот Младенов и Мартин Нешковски. Значи, случајот Куманово доста беше проблематизиран или доведен во прашање од страна на Социјалдемократскиот сојуз. Во тој контекст нели беше веднаш после акцијата присуството на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз и сегашниот министер за внатрешни работи господин Спасовски, кој и тогаш и сега е генерален секретар на СДС, но сепак ќе кажам дека перцепцијата од надвор и перцепцијата од внатре не е иста. Со доведувањето во прашање на акцијата во Куманово, навистина нанесоа голема штета на репутацијата на Министерството за внатрешни работи, но и на државата. Јас сум сигурен и одговорно тврдам дека со акцијата во Куманово Министерството за внатрешни работи спроведе законска, легитимна, неопходна и пропорционална акција на заканите и успешно се справивме со една исклучително силна терористичка групација која имаше намера и цели да ја дестабилизира Република Македонија. Сите бевме сведоци на тоа што случуваше во Франција, сите бевме сведоци на интеграцијата на целокупното француско општество и солидарноста не само на француското општество, него на сите држави во светот. Но за жал во Република Македонија после настаните од Куманово ние само слушаме коментари или коментари за дневно политички цели во правец на оспорување на акцијата. Бевме сведоци на различни известувања тогаш додека траеше акцијата за цивилни жртви, што не случајно беше како конструкција пуштена во медиумите, така да за жал морам да констатирам дека со тоа се нанесе една огромна штета на Министерството за внатрешни работи и сигурно дека тоа е и навреда на многуте професионалци кои храбро и достојно
достојни служат на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Тоа е еден случај, меѓутоа еден нов случај кој што сега станува актуелен и веројатно ќе биде сериозен предизвик за ова раководство на Министерство за внатрешни работи, каде вие сте дополнителен заменик министер, Спасовски е технички министер, преводен технички министер, како се нарекува. Случајот кој што го објавија медиуми блиски до СДСМ, тоа се оние 105 фалсификувани лични карти кои што веќе се наоѓаат во Министерство за внатрешни работи. Тие очигледно е дека постојат. Дали вие ќе инсистирате на расчистување на тој случај до крај? Каква е вашата проценка за овој случај? Добро, пред да преминеме на одговор на ова прашање, пропуштив за комуналскиот настан да кажам дека еве, нели, акцијата што ја доведува во прашање, го доведува во прашање капацитетот на Министерството за внатрешни работи, ја доведува во прашање истрагата која што ја спроведе јавното обвинителство, се спомнуваше меѓународна истрага и во контекст на пак на недоверба во институциите на системот, и јас пак ќе кажам, перцепцијата надвор и перцепцијата од внатре не е иста, и сега господин Спасовски е во состојби во можност како министер, независно како ќе кажем дали е технички или не, он е министер со полна одговорност и политичка, се разбира, он е и генерален секретар на СДС се уште, и не знам како тоа може, како го разграничува, но тоа е негова работа и како со тоа ќе допринесе за стабилизирање или за враќање на довербата во Министерството за внатрешни работи според нивно кажување. Во секој случај, он е сега во состојба да ги побара сите документи кои што се во врска со... Па немам јас информација, но еве, сето тоа што беше доведено во прашање или што беше оспорено, може сега слободно да го види и да го преиспита. Тоа е едната работа, исто е за Мартин Нешковски, исто е за сообраќајката за Младенов. Тоа беа случаи кои што се манипулира од нивна страна исклучиво за дневно-политички цели, но со далекосежни штетни последици на институцијата на системот и на државата. Во контекст на последното прашање за личните карти. Јас овие случувања ги пратам од медиуми и во контакти со мои колеги кои така на доброволна основа така разменуваат мислење со мене. Јас ќе се вратам пак на сето тоа што е постигнато во рамките на Министерството за внатрешни работи во изминатиот период, во контекст на институционалните капацитети во однос на функционирањето на Министерството за внатрешни работи. Значи, пак ќе кажам, има организацијски мерки, има функционални капацитети, има стандарди кои практично го насочуваат работењето на Министерството за внатрешни работи, односно функционира како институција на систем. Што значи тоа? Тоа значи дека има стратешко планирање, има утврдување на приоритети за работа, има операционализација на тие приоритети за работа и генерално сега господин Спасовски може да ги види кои се тие приоритети за работа и докаде и кои се достигнувањата на Министерството за внатрешни работи по секој однос на тие приоритети. Меѓутоа, јас како човек кој што долго години работи во Министерството за внатрешни работи, гледам дека нема интерес за тие приоритети. Приоритети кои се тероризам, организиран криминал, транснационален организиран криминал, корупција. Гледаме дека сите активности во моментот или во овие 2 недели се сведуваат на отварање или благо отварање, координирано отварање на одредени случаи. Кои што треба да останат да лебдат во јавноста. Така. Во тој контекст и случајот со личните карти. Меѓутоа, сепак, како нарековме, че без разлика дали е технички министер или не, има потпуна одговорност. Овој случај со личните карти мора да се расчисти, веројатно. Значи, не може да остане да лебди во воздухот. Реално дека, ако се доставени тие домовера, постојат, некој ги фалсификувал. Значи, во Министер за внатрешни работи има високи професионалци кои сум сигурен дека ќе спроведат темелна истрага за овој случај. Тие се на располагање на господин Спасовски и јас очекувам за еден таков случај кој што сметам дека не е комплициран за расчистување, може да се расчисти за многу краток временски период. Ќе ви кажем и зашто. Ајде да тргнеме сега од тоа информацијата како е проследена. Самото проследување на информацијата, најава во фокус, па напис во фокус, па пријава, односно интервју на медиум, па пријава во полиција. Ние имаме развиено стандарди и процедури за проценка на информации
на извор на информација и за проценка на содржина на информација. Но тоа ќе го оставам на експертите кои што претпоставам дека ќе го имат во предвид и тоа. Како и да е, овој груп фалсификат многу лесно и едноставно може да се расчисти и според мене не повеќе од 5 дена е потребно за да се расчисти овој случај. Сакаш да кажеш дека зависи од волјата на Спасовски? Апсолутно. Добро, и за крај едно прашање, во ваков констелација на функционирање на министерството, дали МВР има доволен капацитет и посветеност да одговори на секој безбедносен предизвик? Јас повторно ќе кажам дека министерот за внатрешни работи има капацитет да се справи со сите предизвици. Тоа не случајно го кажам, тоа го кажам од моето 29 годишно искуство како вработен во Министерството за внатрешни работи, но дотолку повеќе со моето присуство во Скопје, односно од ангажирањето во 2006 година како началник на оддел за организиран криминал. Од 2006 година наомо сум на некој начин вклучен во сите збеднувања на министерството и во реформските активности, но и во решавањето на безбедносни прашања. Јас тврдам дека министерот за внатрешни работи има висок потенцијал, има силен капацитет да се справа со сите предизвици и само доколку се остави на професионалците да се работат работата согласно стратешките приоритети, согласно стандардите и процедурите, ние ќе успееме да се справуваме на ефективен начин со сите предизвици. Но пак ќе кажам, треба да се остават професионалците и да не се контаминираат со прашања од дневно-политички карактер. Мислам дека одговорноста е најголема кај господинот Спасовски на тој план, колку ќе успее да го заштити министерството од контаминација со такви дневно-политички случувања или активности, тоа ќе биде негова одговорност. Дотолку повеќе што еве и неговите советници кои што ги донесе мора да имаат во предвид дека имаат работа со високи професионалци, но се сомневам дека ќе успеат во тоа до крај да го изменаџираат од причина што еве некои од неговите советници се пројавува во изминатиот временски период како представници на организаторот на протестите на Социјалдемократскиот сојуз во пријавувањето на настаните во СВР Скопје, така да сега тие треба со професионалците да работат и да координираат, така да доста нелогични работи има, но одговорноста е на нивна страна. Министерот за внатрешни работи до сега имаше исклучително високи резултати, потврдени и во контактите со партнерски служби и во заедничките операции и на национално и на меѓународно ниво, така да можам да спомнам и анализите, односно истражувањата кои ОПСЕ ги прави на секои 2 години, дека неколку години уназад перцепцијата на јавноста е во правец на зајакнување на довербата во полицијата, така да не кореспондира тенденцијата за дневно-политички цели да се оспорува капацитетот на Министерството за внатрешни работи од една страна и од друга страна резултатите кои што досега ги имаме спроведено, како и реформите кои што ги имаме спроведено. Благодарам, господин Чавков, да се надевам дека оваа функционалност на Министерството нема да предизвика поголеми потешкоти околу безбедносната ситуација. Има многу прашања кои што денеска ние одговоривме, меѓутоа јас се надевам дека ќе имаме можност на оваа тема да разговараме и со господинот Спасовски, доколку сепак секој доколку прифати таков разговор. Ви благодарам уште еднаш на вашето денешно гостување. Почитувани слушатели, Круг е емисија на Траговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 25 ноември 2015-та. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.